Енергетска ефикасност во здравствената станица во Македонска Каменица, изработка на технички проект за изградба на мали акумулации во местноста викана Арамиска чешма, изработка на техничка документација и доводен цевководен систем од филтер станица Пехчево до индустриската зона, трета фаза од етнопарк Зрновци, енергетска ефикасност за интернатот за деца со посебни потреби во Винички Блатец и изградба на регионален стационар за кучиња скитници. Само еден од овие проекти ќе добие шанса да се реализира со пари од UNDP. Во моментов актуелна е донаторската подршка од UNDP во рамките на проектот подобрување на општинските управувања во купна вредност од 2,4 милиони евра. Е планирано финансирање на 8 проекти во 8 плански региони, а во втората фаза ќе бидат финансирани проекти во 30 општини во купна вредност на над 1 милион евра. Ова е првиот повик за кој UNDP дава пари, но не и последен. Истина е чисто задоволство да се биде во источниот плански регион и да зборуваме за локален економски развој. Во наредниот период UNDP ќе има и други повици, грантови шеми. Идејата е да се фокусираме на социјалната инклузија, да не изоставиме никого од развојните цели. Освен ова, општините имаат можност да аплицираат и за 10 милиони денари наменети за изградба на патишта до селата. Се работи за проекти кои што се инфраструктурни, односно се однесуваат за селски патишта. Значи пробивање на некој пат до некоја нива, проширување на патот, до тампонирање, значи може да биде некој селски пат по кој што поврзува обработливо земјиште меѓу две општини, меѓутоа асфалтирање не влегува во оваа категорија на проекти. Инаку на денешната седница на Советот на градоначалници на ИПР, Центарот за развој на ИПР од страна на министерот за локална самоуправа беше оценет како најдобар во државата, судејќи според бројот на добиени и реализирани проекти.